Патот на информацијата е многу едноставен. Тој се наоѓа меѓу оној кој ја креира до оној што ја користи. Во нашиот случај телевизијата ја испраќа, а гледачите ја примаат. Според сите етички начала и професионални стандарди, аудиовизуелните комуникации, односно информациите, треба да се вистинити, објективни, проверени, навремени. Но кога ќе се прекршат правилата, во медиумите се појавуваат стереотипи кои водат кон дискриминација. И тоа не е се. Телевизискиот производ мора да има универзален пристап, инклузивен и недискриминаторски. Стана збор за предрасуди, слики за другиот, кој начесто се градува врз припадност на одредена група. И тоа другиот може да биде припадник на етничка заедница, на нација, може да биде припадник на политичка група, може да стане збор за жените, за мажите, за ЛГБТ заедницата и така натаму. Поимот се користи во негативна смисла. Тој најчесто стои наспроти податоците и фактите. Жените треба да се подчинат, тие се наивни, местото им е во домот. Цвете, ма што направивте? Што стана? Ме отрпа моритетка Маре. Ке види тој. Кој тоа? Маж ми! Стереотипите произведуваат низа дезинформации со кои се манипулира јавноста. Дезинформациите произведуваат предрасуди кои водат кон говор на омраза. Какви медиумски пораки испраќаат телевизиите кај нас? Медиумите, дали стана збор за телевизиите, радијата, веб порталите, пишаните, печатените медиуми, да внимаваат и да бидат свесни за одговорноста која ја имаат во таа политика медиумска или какви производи сака да дадат, да понудат на нивните гледачи. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, откако е донесен законот за еднакви можности на жените и мажите во 2012, редовно ги реализира годишните анализи за родовите прашања и за начинот на емитување во различни емисии. Генералниот заклучок е дека јавниот сервис всушност многу професионално ги обработува родовите теми, меѓутоа освен што има она информативна, има и она едукативна улога и треба представува одреден пример за комерцијалните телевизии во поглед на тоа позачестено да се отвараат родовите теми и повеќе да се обрне внимание на каков начин се представуваат мажите, жените и родовите во емисиите, затоа што пак тоа се прелева понатаму во реалниот живот и на таков начин јавниот сервис директно може да влијае врз родовата еднаквост во општеството. Суштинствено е прашањето за подигањето на свеста во јавноста во однос на родовата еднаквост, а телевизијата има важна улога во креирањето на јавното мислење. Моќта на овој традиционален медиум е голема, но со моќта расти одговорноста кон нејзините корисници. Ви нудиме внимателно селектиран, суштински и прониклив извор на информации, содржени од сите области, наменети за целата публика.